Добре вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот. Втора емисија во 2026 и одиме со една тема која што и ја имаме еднаш разговарано со истиот гостин кој што и вечерва е со нас во студиото. И мислам дека тука некаде ќе говориме пак во слични насоки, бидејќи станува збор за нешто што сите често го говориме. Нели, во светот често се говори наталитетот каков е, старееме како нација, потоа како да ги натераме младите повеќе да влегуваат во брак, како да останат младите овде. Тоа се теми кои што ги говориме постојано, ама како минуваат годините, се добива впечаток дека таа битка е многу тешка и дека резултатите какви мерки да се прават, и тоа се резултати, тоа се податоци од светот, од држави кои што се ајде, нели, сите ние сакаме да кажеме многу понапредни од Македонија, иако тоа е погрешен пристап, и таму не успеваат многу мерки. Значи, тоа не остава простор да речеме дека нема да имаме мерки како држава. Меѓутоа, да разговараме отворено за овие работи, бидејќи деново вие слушнавте и разводите се зголемуваат, значи се е еден комплексен момент. Затоа со нас вечерва е Владко Ѓорчев, кој што е национален координатор за демографија, млади и човечки ресурси. Добро вечер, господине Ѓорчев. Добро вечер, поздрав до вас и до вашите гледачи низ цела Источна Македонија и во Штип, но исто така и во сите други општини. Разговаравме претходниот пат кога гостувавте прв пат како национален координатор на оваа тема. Споменавме и мислам дека всушност со податоците кои што кога ќе пребара некој по социјалните мрежи, односно воопшто да пребара што е објавувано, дека се остваруваат некои работи кои што ги кажавте тогаш дека може да смислите најдобри мерки, ефектот ќе биде многу тежок. Дали имате потврда за вакво нешто? Еве, во овој распон од година дена, може би, од гостувањето последно. Да, па има една добра вест, која што има доста лоши вести, но исто така има и добри вести. Значи, има една добра вест, а тоа е дека во месец септември 2025 година, тоа е последен месец за кој што имаме податок, бројот на новородени деца споредени со септември 2024 е зголемен за 22%. Тоа го забележав, значи, и тоа е, речи, прв пат во многу голем период да видам такво нешто. Да, тоа е одлична вест, тоа е добра вест. Како ви кажам, баш се израдував на таа вест. И тој септември некако може да ни ја израмни оваа 2025 година која што тука што заврши. Затоа што ние како држава имаме неколку периоди вака во изминативе 20 на години. Значи имаме еден пад од 2002 година до 2006 година. Значи тоа се политички кажано владите на СДСМ, на Црвенковски, на Бучковски, на Костов и другите. Значи тогаш имаме пад во новородени деца и тогаш во 2006 имаме 22.588 родени бебиња. И во периодот од 2006 до 2016 година Македонија е единствена земја во овој дел од Европа, зборувам од Португалија, Шпанија, Италија, заедно со целиот Балкан, значи Грција, Романија, сите соседни земји, Косово, Албанија, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина и така натаму. Македонија е единствена земја која што има раст на новородени деца од 2006 до 2016 година. 23.002 имаме родени 2006, не е тоа многу зголемување, тоа е зголемување од 2,3%, а во исто време, например, има земји кои што имаат падови по 10, 15, 20%. Шпанија има пад во тој период 20%. Италија има пад 14%, Грција има пад 11%. Значи, огромни падови во бројот на новородени деца. Таа Македонија со таа политика која што имавме, кампањи, понатаму трето дете, бесплатно инвитро оплодување и цела низа други мерки, значи таа Македонија имаше раст на новородени деца од 2,3%, најдобар во Европа. Значи од 2006 до 2016 во време на таа влада на ВМРО-ДПМН имавме најдобри резултати. Колку мислите дека има мерките тогашни влијание? Има секако. Мислам дека збирно некаде како резултат на тие мерки целата таа политика што се презае тогаш, имаме дополнително родени во тек на 10 години 40.000 родени деца. Значи вкупно некаде зборуваме за околу 40.000 родени деца. Значи да не го направевме ние тоа што го направивме 2006, 2007, 2008, 2009 година,
ние многу порано ќе паднеме на денешниве 16.000. Значи, место да имаме, например, 2008, 9, 10, 11, 12, да имаме 23, па дури 24.000 родени деца, ние ќе продолжевме да паѓаме. Значи, тие мерки кои што се презедоа тогаш, значат еден цел градски стадион полн со деца. Значи, околу 40.000. И за мерките ќе разговараме. Извинете, само да довршам мисла, извинете. Значи, тоа е периодот до 2016 година. И тоа е последната година на мандат на влада на ВМРО ДПМНЕ. После тоа дојде СДСМ и онаа синтагма на Заев за живот во Македонија, која што резултираше со невидена демографска катаклизма во Македонија изминативе 100 години. Значи, од 2017 година до 2024 година Македонија е земја со најголем пат на новородени деца во Европа. Никој нема таков пат, освен Украина, која што е посебен случај. Украина има огромна војна, голем број на загинати, разрушувања, повеќе од 10 милиони бегалци кои што ја напуштија, значи огромни демографски загуби, но и нашиве демографски падови во тоа време се отприлика слични. Значи, ниедно од 50 земји во Европа, во времето на заевизмот, кој што е, одговорно тврдам, историски катастрофален за Македонија по повеќе прашања, вклучувајќи ја промената името, вклучувајќи го екзодусот, вклучувајќи го и наталитетот, демографијата. Значи, Македонија паѓа од 23.000 родени бебиња на 16.000. Историски најмалку. И што е проблемот, нам, тоа ќе зборуваме подоцна, драстично во тој период поради иселувањето, старењето и сето останато, комбинација од фактори, ни се случи пад на фертилната база. Фертилна база тоа е луѓе кои што се во возраст за репродукција. Значи, тоа се нели примарни години за раѓање на деца. Кои што се минаа во странство. Да, значи тоа се млади луѓе кои што се во доба за репродукција. Значи, имате население кое што е, нели, целото население го имате, но имате население кое што е во фертилна доба, кое што може да има деца, имате население кое што во постфертилна доба. Значи, не може некој, не знам, на 60 или 70 години да биде фертилно население. Тоа е старо население кое што нормално е активно, кое што е тука, но од кое што не може да очекуваме деца и репродукција. Дел од нив, може би проблемот и овде, се одлучуваат тешко да влезат во брак и подоцна, калкулираат со деца едно, најмногу две, дури најчесто со едно, дел заминуваат во странство. Но, ќе се вратиме на себе ова. Имате една изјава минатата година, мислам, дали беше во ноември, не сум сигурен кога, но дека со вакви трендови Македонија некаде во 2055 година може да дојде на 1.300.000. Дури и помалце. Значи, видете, трендовите се прилично неповолни. И, како да ви кажам, значи, долги години сум во сето ова. Ние можеме се да направиме, патишта, автопатишта, економски зони, обнова на училишта, нови градинки, се е џабе ако немаме деца, ако немаме луѓе. Значи, тоа се зидови. Ако нема луѓе, ако едноставно, ако нема народ, ако нема кој да трча таму, да се движи, да живее, нема ништо. Така што тоа е една како да кажам, малци мистерија на современото живење, каде што генерално на светско ниво, зборувам сега, никогаш не било подобро. Никогаш на светот немало повеќе автомобили, мобилни телефони, авиони, патишта, автопатишта, никогаш супермаркетите не биле пополни, а некако никогаш во огромен број на земја никогаш немало помалце деца. Значи, генерално, очигледно дека сите се загрижени во светот за трендот на намалување на наталитет. Демографски старее целиот свет, не само Македонија. Има земји кои што се исклучок. Например, ќе ви кажам, например, на светско ниво, убедливо најголем наталитет има субсахарска Африка. Значи, тоа се земјите како што се Конго, Уганда, Централна Африканска република, Судан, Јужен Судан, Сомалија и така натаму. Имаат убедливо највисок наталитет. Например, ако ги погледнете, еве, во Азија е земја на светско ниво со најмал наталитет е Јужна Кореја, која што е меѓу најразвиените во светот и најбогати. Значи, Јужна Кореја има, како да кажа, електроника, извонредно здравство, инфраструктура добра, таму се овие огромниве гиганти. До некаде абсурдно.
Таму е Samsung, Daewoo, Kia мотори, Hyundai, значи огромни конгломерати. А, например, еве во Азија, како контраст, значи Јужна Кореја има убедливо најмал наталитет на светот, 0,7 деца по жена, дупло помал од Македонија, војно помал. А, например, Авганистан, кој што е 30 години во војна, Авганистан има највисок фертилитет и наталитет во Азија. Значи, Авганистан има големи проблеми социјални, има голема нестабилност и така натаму и така натаму. Како развојот технолошки и удобноста, стандардот, да буди себичноста во луѓето на некој начин. Сега, ова е само моја констатација, може да се каже. Но од се по нешто, ќе ви кажам уште неколку примери. Например, еве со било кој да збориме во Македонија, ќе рече во Скандинавија е се идеално. Например, Скандинавија има во моментов најмал фертилитет изминативе 160 години. Значи, објавија и Заводот за статистика на Шведска од 1870, значи 150 години назад, и лабористичката лева социјалдемократска влада на Норвешка објави исто така консултации во врска со оваа тема. Значи, Норвешка има БДП по жител $100,000 годишно. Имаат најнизок фертилитет, помал од Македонија, некаде 1,4-1,45 во историјата. Или ако погледнете Финска исто е во наша перцепција речи си идеално општество со одличен здравствен систем, со градинки, со добри плати, со ниска невработеност, со висок животен стандард, ти имаат фертилитет 1,2, историски најнизок, имаат повеќе умрени од што родени. Значи, ако погледнеме, например, Канада оваа година 2025 има најмал фертилитет исто така во историјата, само 1,1. 30% помал фертилитет имаат од Македонија, Канада, која што има огромни можности за домување, која што има ниска невработеност, која што има добар социјален систем и така натаму и така натаму. Например, Канада, која видите во 1900 на почеток на 60-ти години, Канада со 13 милиони жители има исто родени деца како што има сега со 40 милиони жители. Значи, Канада со 13 милиони жители има 380,000 родени бебиња и Канада со 40 милиони жители исто така има 380,000 родени бебиња. Значи, 3 пати повеќе население, а бројот на родени деца стагнира. Така што се работи, балканските држави исто така исто, значи исто е Италија, исто е Шпанија, исто е Балтичкиве земји кои што се членки на Европска унија, значи тие падна бројот на население од 90-та година до сега некаде 30% е намален бројот на население, бројот на живородени е намален 70%. Така што ова се големи демографски движења, но во сите тие големи светски движења ние треба да се грижиме за Македонија. Тоа е дека исто така и тука во Македонија нас ни снемува деца. Ако имаме онолку деца, колку што сите ние заеднички ќе имаме во нашите семејства. Малку да го зафатиме моментот на зошто се грижат сите држави за се во ова, што може да бидат последиците, по Македонија, па и по некои поразвиени држави од нас, со таков намален прираст, со старење на населението, може ли да има сериозни последици по општеството, по функционирањето на државите? Огромни последици. Јас мислам дека ова тема на сите теми. Мислам дека тоа треба да го знаеме што може да не очекува во иднина. Дали ќе има толку работоспособно население? Воопшто кои може да бидат последиците? Нема област која што ова не ја допира. Значи, да почнеме од почеток на животниот век на луѓето. Значи, ние веќе сега имаме огромен број на градинки, има голем број на градинки, неколку од градинките имаат листи на чекање и работиме на тоа. Премиерот, како да ви кажам, речи секоја недела или сече лента или отпочнува реконструкција, некаде почнува изградба, значи се работи на тоа прашање како никаде досега. Можеби тоа треба да го оставиме на моментот дека досега немало толку и дел од децата не оделе во градинка. Но имате и општества каде што има огромен број на градинки, еве ги кажав, Јужна Кореја, Јапонија, Сингапур, Италија и така натаму. Не е решението, како да ви кажам, нема деца. Имаат градинки, но немаат деца, значи за последиците. Последиците се огромни.
нема доволно деца во градинки. После тоа, нема доволно деца во основно образование. Значи, ние држиме на еден куп места паралелки, особено во селските средини, но сега веќе и по градовите. Паралелка по 3 деца, по 5 деца, по 7 деца. Значи, не е паралелка со 3 или 4 деца, но мора за да се обезбеди наставниот процес, наставниот кадар да не губи работа, после тоа да не идат по странство, но факт е дека или се држат комбинирани паралелки. Значи, во една иста просторија учат деца во прво, второ, трето и четврто оделение. И во секоја паралелка, и во секоја школска година има по едно дете. Значи, во една училница имате 5 деца, во 5 различни оделенија и наставничката поминува 10 минути со едното, па 10 минути со другото, 10 минути со третото. Цело школа со едно дете. Кај што многу е позитивен примерот на учителката која што води таму, меѓутоа сепак примерот покажува нешто. Нема образование без деца. Понатаму, помалце ученици во средно образование. Ево го гледате примерот и во Штип и во други места. Тоа значи помалце студенти утре. Ако пред 20 години се бараше место повеќе на факултети, па имаше листи приемни, па приемни испити и така натаму, сега 10 факултети, секој еден студент го покануваат, му велат дојди студирај кај нас да ги пополниме. Трка за студенти. Трка за студенти. После тоа имаме недостаток на работна сила. Значи недостаток на работна сила во сите области. Значи дали станува збор за градежништво, дали станува збор за земјоделие, дали станува збор за услужни дејности, дали станува збор за доктори, сестри, медицински персонал, возачи на камиони, автобуси и така натаму и така натаму. Тоа значи помала виталност. После тоа, кога имате старење на населението, имате тешко одржив пензиски систем, затоа што тие кои што во моментот работат, а се работи за работна сила која што се намалува, потешко ги издржуваат пензиите. И така натаму и така натаму. Значи, огромни последици. И на крајот на краиштата една Германија увезува толку многу луѓе и не ги зема луѓето, затоа што ти имаат страшен демографски проблем. Тие наназад 50 години, од 70 години наваму, Германија има повеќе умрени од што родени. Значи, тие своите демографски минуси ги кои што се последица нивниот намален наталитет и фертилитет, иако имаат супер јака економија, ги компензираат со тоа што носат луѓе од целиот Балкан, што носат луѓе од Полска, Чешка, Словачка, Романија, Бугарија, Литванија, што они сега почнаа да носат и од цел свет. И ова сакав исто да го кажам, значи тоа е на општествено ниво. На лично ниво, светот се соочува со една особено истакната епидемија на осаменост. Атомизација на луѓето. Значи, таа епидемија на осаменост, например, се гледа со тоа што луѓето страшно многу поминуваат време на телефоните. Тоа се алгоритми кои што предизвикуваат зависност. И во ред, на сите ни требаат телефоните. Праќаме пораки, се договараме, така се информираме, ќе видиме некој видео, некој клип, нешто ќе се насмееме. Но не може виртуелниот свет да биде замена за реалниот свет. Не може компјутерот или мобилниот телефон да биде замена за поздравување, за прегратка, за разговор, за емпатија, за чувства, за емоција. Значи, ако порано, например, сме имале ситуација каде што 5, 7 или 10%, зборувам во светот, а претпоставувам дека горе-долу слични се и трендовите кај нас, на луѓе кои што не биле во брак или биле без деца, сега таа бројка е некаде 30-35%. Зборуваме за луѓе кои што се на возраст од 40-45 години. Значи, тоа е длабоко лична одлука. Нема да се мешаме во било чија приватност. Секој за себе носи одлука, секој автономно, индивидуално треба да одлучи дали, кога ќе има деца, со кого ќе има деца. Тоа е длабоко лично прашање. Значи, нема да се мешаме во било чија приватност, интима или личен живот. Но мора да констатираме дека генерално како општество, па ако сакате и како цивилизација, имаме се помалку ученици во училиштата, имаме се помалку работна сила, имаме огромни области и цели држави, вклучувајќи и Македонија, кои што депопулираат, па ако сакате и целиот Балкан, па ако сакате и генерално Европа во целост. Иако има неколку земји кои што ете така се држат, но сите имаат фертилитет под 2,1. Тоа е минимумот за проста репродукција, односно за одржување на бројот на население. Така што, како да ви кажам, ова е еден океан
океан од податоци и тешко е тука да се најдат формулите. Исто така, како последица на таа епидемија на осаменост, после тоа има и цела низа на други последици, а тоа е, како да ви кажем, значи луѓето девијантни појави се. Потешко им е на луѓето, потешко е кога си сам. Ме разбирате, значи А во каква насока може да отиде тоа е потешко се живее. Разбирате, насоки. значи сакам да кажам дека најдобра под наводници терапија, најдобар лек за таа осаменост е да се најде сродна душа, да се има брак, да се има семејство, да се има причина са бајле да се стане, да се направи нешто. Значи уште еднаш тоа е длабоко лична одлука, нема да се мешаме, секој си го води својот живот, но на луѓето треба да им кажеме дека едноставно семејството, децата се нешто убаво, дека е тоа нешто за што човек вреди да живее. Иако е светски проблем, иако може би цивилизацијски проблем, тоа не ослободува од обврската ни граѓаните, а ни оние кои што се на позиција да размислуваат за тоа, да креираат мерки. Независно што не успеале, независно што не можеме да не се обидуваме. Можете ли да направите некаков преглед на оно што го имавме како мерки во годините наназад и во моментот, затоа што ова се комплексна мерки, значи за наталитет, за спречување на исилување, за поддршка на млади брачни парови, за мерки за младите во Македонија. Што имаме ние како комплексна мерки во минатото? Што според вас било поуспешно, што во моментот имаме? Работиме на тоа, ги прошируваме тие мерки, ќе ви кажам неколку од тие во минатото. Например, кога дојдовме 2006 година, ја бев тука и носител на листа 2006, 2008, 2011 година, затоа го стартувавме и го почнавме Штипскиот универзитет. Имаше големи отпори, не сите гласаа за тоа, не сите го поддржаа, но сега кога ќе видам 20 години подоцна, мислам дека сме направиле вистинска работа. Тоа е со тој универзитет задржавме илјадници млади тука во Македонија. Ние вака имаме проблем да ги задржиме младите, ни си селуваат, гледаме да обезбедиме добри работни места, но тоа беше на вистина добра мерка, не само во делот на образованието, туку и во делот на демографијата. Значи, не само кога зборуваме за студентите, зборуваме и за наставниот кадар. Понатаму зборување за продуцирање на кадри кои што ќе бидат добри на пазарот на работна сила. Веќе имаме тука сериозни, добри факултети кои што се и тоа како профилирани. Имавме добра мерка, например, автопатиштата, автопатот до Штип, да го направи Скопје поблиску, не само Скопје, туку исто така да го направи поблиску и Балканот, да биде поблиску од Скопскиот аеродром. Понатаму направивме патишта до Кочани, направивме цела низа на инфраструктури. Сега имаме мерки кои што се, например, она беше добра мерка за трето дете, која што бројот на третородени деца на ниво на Македонија го зголеми од 2008 до 2014 40%, а на ниво на Штип зголемувањето од 2008 до 2014 година беше 131%. Значи, тогаш отидовме некаде, ако се сеќавам, од 27 третородени деца, отидовме на 64 или 67 третородени деца во Штип. Имавме зголемување исто така на третородени деца, например, во Свети Николе од 4 третородени 2008 година на 19 третородени. Во Зрновци имавме зголемување од 1 третородено на 4. Понатаму и цела низа на општини. Добре беше она мерка која што сега исто така работиме со спортски сали. Еве гледате, премиерот Мицкоски секој ден е активен во делот на градинките, значи родиме на градинки не само кои што ќе се отвараат во градските центри, туку во денешно време луѓето сакаат и во селски средини да имаат своја градинка, да имаат децата настава, да имаат интеракција, социализација. Понатаму оваа 2025 оваа година, треба уште да се навикнам, јануарисна, ги проширивме бројот на постапки за инвитро. Значи, во делот на инвитро оплодувањето, затоа што голем број на семејства се соочуваат со неплодност, имаат проблем да зачнат свое дете. До сега беше да има до 3 обиди бесплатни кои што ги покрива државата. Сега велиме до 6 обиди
кои што ги покрива државата, и процедурата за одобрување на инвитро процедура веќе не е 3 месеци, туку е скратена на 2 недели. Значи, мислам дека тоа е една добра поволност. Јас пред неколку месеци бев гостин на едно здружение на ниво на Македонија, се тие активни. Нивниот назив на здружението е До бебе по патот на инвитро процедура. Така им се вика здружението. Прекрасни жени, значи една одлична, добра екипа, како да ви кажам, добра атмосфера, и ми даде една благодарница, а тоа е дека кога бев пратеник во 2008 година, се залагав за тоа и нормално со подршка и на владата и на министерствата, воведовме мерка во 2008 година, тогаш во време владата на ВМРО ДПМН за бесплатни инвитро процедури. Од 2008 година до сега, како резултат на таа мерка, се имаат родено повеќе од 15.000 родени бебиња. Тоа е огромна работа. Значи, тоа се 15.000 бебиња кои што отвориле очи, тоа се 15.000 родители кои што се израдувале, тоа се, ако ставите мајка и татко, тоа се 30.000 луѓе на ниво на Македонија кои што го гушкаат тоа бебе, кои што му даваат таа преградка, кои што донело радост за баби, дедовци, цели семејства. Така што во делот на демографијата нема една мерка да речеме еве тоа ќе биде. Туку тоа е секогаш сет на мерки, тоа е секогаш поголем број на мерки кои што треба да им овозможат подршка и на децата, и на мајките, и на семејствата. Интересно е, ако се провери што се случува во светот, најчесто ќе се забележи даночни олеснувања евентуално. Каде беше, не знам, во Унгарија имало даночно ослободување до животно на мајки со 3 деца, на пример. Шведска родителско отсуство и за мажите отсуство. Франција семејни надоместоци, даночни олеснувања се спомнуваат секаде, родителско татковско отсуство. Хрватска гледам при купување на станови, први куќи кога се прават подршка голема и додатоците за деца. Тука некаде, каде сме ние од овој аспект? Видете, сега ќе ви кажам, на пример, земјите кои што ги следите веројатно, да. Секаде не дало кој знае какви резултати, во поглед на наталитетот говорам. Не дало никакви резултати. Така. Значи, еве, една по една земја ќе ви кажам, на пример... Само во Унгарија во одреден период. Да, ама еве Унгарија, на пример, падна последниве 6 години од 1,65 фертилитет по жена, сега падна на 1,25. Значи, имаат историски најмалку деца, иако да, тие навистина многу се трудеа, огромни средства потрошија, но те шкоди. Хрватска во 2024 година има историски најмалку родени деца во историјата, 32.000. Значи, Хрватска 1950 година има со исто 3,8 милиони жители, има 95.000 родени деца. Хрватска минатата година има 30.000 родени деца. Со автопатишта, воведување на еврошенство во Европска унија, еден куп навистина добри демографски програми и политики. Значи, не е лесно, нема магична формула. Шведска. Значи, Шведска има најнизок фертилитет, како има статистика. Не знам, официјално статистиката им се води од 1870 година или така нешто. Значи, отприлика околу 150 години статистика. Сега имаат најнизок фертилитет. Франција излезе со бајлево податок. Франција за прв пат од 1945 година Франција има повеќе умрени од што родени. Значи, иако на пример Франција е прва земја на светот која што води демографска политика, тие 200 години водат. Значи, уште во време на после наполеонските војни виделе дека им се проретчила земјата, дека имаат огромна територија, дека имаат малце население, заклучили исто така дека имаат големи загуби во наполеонските војни и велат тогаш, ајде мораме некако да ги подобриме бројките. Значи, Франција 200 години се водат демографски политики со променлив успех, некојаш подобро, некојаш помалце, но во моментов се на историски минимум. Така што, како да ви кажам, многу е комплицирана темава, но сакам исто така да спомнам една друга димензија.
Значи, и да, ќе работиме на тоа, апсолутно, значи Да, работиме на сет на мерки. Ништо не ослободува од тоа да се обидуваме. Се работи демографска стратегија, ќе имаме добар материјал, ќе имаме поголем број на мерки, во делот на домување за младите исто така даваме субвенции, значи купи куќа за млади за решавање на стамбеното прашање и кога работиме. Но има исто така една друга димензија, тоа е едноставно, како да ви кажам, волјата, желбата да се основа брак, да се основа семејство. Значи, ние мора да им објасниме на младите дека убаво е да се биде родител. Дека не треба премногу да се одложуваат работите во животот. Нивна одлуката се, нели, нека завршат образование, нека како да ви кажам, нека најдат убава работа, нека бидат професионално успешни, нека прошетаат некаде, но не треба тоа да биде на сметка на запоставувањето на личниот живот. Затоа што на крајот на криштата, кога еден ден се ова ќе заврши, сите овие гужви, сите овие неизвестности, проблеми, има огромен проблем, луѓето имаат проблеми. Во Македонија не се живее лесно, напротив, огромен број на луѓе живеат тешко. Но кога се еден ден ова ќе заврши на стари години, она што најмногу ќе нарадува, тоа ќе бидат деца, внуци, посета, преградка, човечки од човечки. Иако, нели, сите веќе живееме во време на вештачка интелигенција и тој збир на податоци што има АИ понекогаш дава интересни податоци. Кога го прашав АИ, нели, да направи ChatGPT или Grok или Gemini. ChatGPT. Прашав да ми направи споредба на некои мерки во светот и Македонија. Клучни разлики за успешни многу интересен моментот. Вели, позитивно би било широка поддршка за услуги и грижа за деца родителско време. Од друга страна, вели, Македонија се уште не има систематски долгорочни пакети на услуги и финансиска поддршка во размер што би бил споредлив со Унгарија или Франција, но еден многу битен момент, што за мене е може би насока кај што ќе одиме во следниот дел од разговорот. Економските фактори, вели, плати, домување, стабилност, се посилна причина за одложување или одбивање на родителство, отколку бонусите сами по себе. Многу интересен момент. И овде доаѓаме до податокот кој што пред некој ден го објавивме нова телевизија, во Македонија се зголемуваат разводите, за жал. Што, нели, некако интересен е моментот. Видете, верувам тоа го примивте со... Па еве го видов, например, податокот општини кои што има најголема стапка на разводи по жител. По број на жители. По број на жители. Да. Зрновци, Лозово, Делчево, Гевгелија, општина Центар, уште неколку. Значи, генерално општините во Источна Македонија на ниво на Скопје во општина Центар која што е најбогата. Значи, и овде веднаш да разграничиме да не разберат погрешно, никој никогаш нема да му се меша никому во тоа е лична одлука, дали ќе се разведе, но како феномен. Но факт е дека расте бројот на разводи, разбирате. И уште една што е лична одлука, нели, нема да се мешаме на било кој, но не треба да бидеме општество, како да ви кажам, или средина во која што сега ако некој се скарал 2 пати по живот и сега разведи се. Разбирате, значи бракот е одлука, бракот бара консензус, бракот бара, ако сакате, жртвување, бракот бара посветеност. Ево погледнете ги нашиве баби и дедовци, например. Нашиве баби и дедовци се родени 1915, 1920, 1910 во време на Прва светска војна во Македонија. Тоа беше војна со 20 милиони загинати на ниво на Европа. Прва светска војна. Имаше 3 големи фронта: Западен фронт, Источен фронт и Јужен фронт. Јужниот фронт е Балкански фронт. Балканскиот фронт е Македонски фронт. Македонија е тотално девастирана. Битола е срамната со земја, Дојран е срамнет со земја, Мариово, селата не се испустени. Значи, тогаш имаме огромна смртност. Ако во некој семејство се родиле 10 деца, 6-7 умреле. Дали од болест, дали од настинка, дали од инфекција некоја, дали од подхранетост, огромен број на сираци, зашто македонците биле мобилизирани во сите можни војски. Но имале огромен број на семејства и деца. Значи, да, сега се денес други се времињата, други се потребите. Но сакам да кажам, еве погледнете ги нашиве баби и дедовци, значи родени, да речем 1915-20, се земале 1940-45-50 година. Изгледале по 3-4 деца. И имале работеле ако треба и втора работа, од утро до мрак, не се откажувале.
разводи многу малце. Значи, таа Македонија, например, 1950 година, внимајте ме хило, значи 1950 година, после Втора светска војна, таа Втора светска војна донела на ниво на Европа 60 милиони загинати. 60 милиони загинати. Во Македонија има 24.000 загинати. 24.000 загинати во тек на, грубо кажано, значи од 41 до 44, која се најголемиот број од војните делства, 1000 денови, грубо кажано. Значи, во тек на 1000 денови, ние сме имале по 24 загинати дневно. Уште еднаш, значи, замислете на денешно време, како, значи, секој ден 24 погреби, и така 1000 денови поред. Толку скапо сме платиле слободата наша во Втората светска војна. Значи, таа жртва е дадена. Е сега, таа Македонија, после таа траума и епопеја, но и победа во Втората светска војна, таа Македонија со само 1,2 милиони жители, 1950 година, има 50.000 родени деца. 50.000 родени деца. Дали тогаш имало повеќе автомобили, повеќе фрижидери? Дали тогаш имало подобра храна? Дали имало мобилни телефони, компјутери? Дали имало тогаш, не знам, субвенции или нешто? Значи, таа Македонија со тие 50.000 родени деца има огромна виталност. Значи, таа е генерацијата која што изгради Македонија. Тие луѓе изградија фабрики, тие луѓе одгледаа семејства, тие луѓе направија патишта, тие луѓе направија цели населби, така натаму и така натаму. Е сега, погледнете денес, оваа Македонија 2024 година или 25 година има 16.000 родени деца со 1,8 милиони жители. Значи, со 50% повеќе жители, значи од 1,2 сега сме 1,8 милиони жители, ние сме веќе 2, порано бевме 2 милиони, сега сме 1,8 и со тенденција на намалување. Значи, таа Македонија со 1,2 милиони жители, 50.000, а 3 пати помалце бебиња. Од 50.000 на 16.000. Тоа значи дека ние, да, други времења биле, јас ќе тргнам, секој треба да тргнам од своето семејство, да. Јас ако тргнам од себе, јас моите баба и дедо од едната страна имале 4 браќи и 2 сестри биле. Јас имам едно дете. И времето е поинакво, но не, ние сме поинакви. Не направила ситуацијата веројатно. Но, значи ние како држава треба да се ние имаме стратегија и за млади, и за борба за демографија и се. Треба таму да се прилагодуваме на тоа што и да се обидуваме. Што предвидуваме, каде, во која насока ќе одиме ние и она што во моментот го имаме и во годините пред нас. Ќе одиме со уште повеќе мерки и една по една ќе се објавуваат, работиме на тоа, ви го подготвуваме, ви кажав, поголем број на мерки кои што ги спроведуваме сега и во делот на градинките, и во делот на стамено прашање, во делот на субвенции за купи куќа за млади, ќе имаме и даночни улеснувања, продолжуваме она што го направивме, а тоа е бесплатни учебници за децата, за помош на родителите и така натаму и така натаму. Но истовремено мораме да во јавноста ги афирмираме семејните вредности. Значи мораме да имаме такви примери во нашето семејство. Значи ако некоја мајка родила повеќе деца или некој семејство има повеќе деца, ние треба да им кажеме браво со вас, ме ви честитаме, а не да велиме чекај тие се нели имаше на времето некои предрасуди према тие луѓе дека ако жената има повеќе деца дека е таа, не знам, под наводници или проста или заостаната или било што. Не, тоа е мајка херој. Таа жена секој е сабајле и маж, нормално, тоа е заеднична врска. Значи тоа семејство, значи секој са бајле, тие луѓе стануваат, ги хранат децата, се грижат за нив, им помагаат, навечер ќе се разбуди. Мораме да градиме култура каде што ние мажите исто така што е можно повеќе ќе им помагаме на жените. Значи сега ако не знам дете одигнало температура во 2 саат са бајле треба да се купи сируп или не знам лек да се иде во аптека, ќе запалиш колата, ќе идеш или ќе облечеш палтото и ќе одиш. Тоа е личниот пример, личното учество наше. Личното учество наше, ме разбирате, значи понатаму да не размислуваме само за наредниве 2, 3 или 5 месеци, да не размислуваме наредни 20, 30, 50 години. Дали која ќе дојде нова година или слава или празник, дали сакаме на нашава маса да имаме 1 метар маса или сакаме 5 метри маса. Дали сакаме да имаме без внуци, ако некој сака да биде во ред, но дали сакаме да имаме 1, 20, 3, 5 или 7 внуци. Значи, тоа се некои животни теми кои што секој од нас
сам со себе треба малци да ги дискутираме. Разбирате, Мислам дека имавме стратегија 2023-2025, сега веројатно треба да имаме нова или имаме или во подготовка. Се подготвува, не е проблем да се направи стратегија. Знаете како, хартијата трпи се, ќе се направи, тоа ќе се напише. Затоа ви прашувам нели за конкретно Работата е да се најдат мерки кои што ќе даваат резултати. И мислам дека работиме на тоа, ангажирани сме, сакаме да направиме нешто, едноставно секој живот е важен, секој дете е важно. Има уште една димензија, Михилов, која што би сакал да ви ја кажам, а тоа е сакаме да создадеме услови да, тоа е малце сега и клише, веќе секој втор го кажува, 20 години наназад. За враќањето. Да. Значи има нели да ги задржиме младите и да ги вратиме младите. Ќе излеземе наскоро и со податоци, но она што можам да го видиме тоа е дека значително е намален бројот на луѓе кои што се испишуваат од жителство од Македонија, од државјанство и така натаму. Значи по повеќе индикатори ги гледаме. И исто така зголемен бројот на луѓе кои што се враќаат. Да, се уште е многу поголем бројот на луѓе кои што се иселуваат, но имаме примери на луѓе кои што се враќаат во Македонија. И тие примери треба да ги поддржиме. Значи, ќе ви кажам неколку примери. Ние имавме и форум во владата, кај што донесовме на кратко мината година, мислам дека беше. Да, значи имаме 15 луѓе донесовме со свој приказни. Не ние да кажуваме политичарите вака, така, овој се вратил, со свои примери, со своја приказна да го кажат. И тоа навистина беа прекрасни приказни. Значи, имавме таму IT инженери, имавме луѓе кои што се вратиле да работат земјоделие, имавме луѓе кои што се вратиле да бидат доктори во Прилеп. Во Кочани имавме човек кој што отворил кондиторска индустрија, друг отворил фабрика за мебел. Неколку луѓе кои што направиле IT фирми, други кои што работат онлайн, така натаму. Значи, сакам да кажам дека неколку работи има. Тоа е прво, дека во Македонија нема веќе таа невработеност која што имаше пред 20 години. Значи сега де факто нема фирма на која што не и треба работници. Значи во Македонија може да се најде работа. Второ, Македонија е безбедна земја. Значи да, има инциденти и слично, но никој нема да биде претепан навечер во автобус или во метро. Нема жени да бидат нападнати на базен. Значи имаме генерално горе-доле добра, солидна јавна безбедност. Понатаму, имаме курикулум во училиштата кој што на децата им вели има мајка и татко во која што се учи историја, во која што се учи јазик и така натаму. Значи не им вели никој на децата во училиште, има 75 полови и родови, бирај дали си ти, не знам дали ти е родител А, родител Б или бирај ти дали си машко или женско. Океј, ако сакаат, нели, кога се полнолетни или кога се стари, секој се одлучува за себе, но во Македонија нема на 10 годишни деца тоа да им се соопшти. Понатаму, имаме трет најголем економски раст во моментот во Европа. Не велам дека сме ние трета економија во Европа, не сме. Обично така се толкуваат тие изјави и се прави од не сме. Подобри се од нас и Германија и скандинавските земји, и Бенелукс и така натаму. Но не сме во таков економски нокаут каков што бевме. Значи, сакам да кажам дека сакаме да ги кажеме овие аргументи и да ја пратиме пораката дека не е срамота да се вратиш дома. Ја и сум зборил со голем број на иселеници, дел од нив. Да, има дел кој што успеале, кој што им е добро, кој што им е окей, кој што се снашле. И не сакаат да се вратат. И тоа е сосема легитимно. Си наште среќата таму, си има свое право. Но верувајте ми, има значаен број, сега не знам процентуално колку, да не лицитираме, кои што не се враќаат од страна. Што демек еве не успеа, еве сега и ја на тие луѓе им велам. Дојдете во Македонија, подадена е раката, не е срамота да се вратите. Значи, ако сте завршиле
некоја убава школа таму, ако можете да се дојдете во Македонија, ако на пример таму има огромен број нив се под кири, пола плати им оди за кири или не знам патуваат саат и пол до работното место, саат и пол назад, вика ќе излезам, вика таму од 7:30, вика искачам од дома, вика се враќам дома, вика 6-7, вика кој живот, вика не можам да се свртам. Значи сакам да кажам дека Македонија, да, факт е дека се помали платите тука и сето останато, но и Македонија има своји компетитивни предности. Овде веројатно треба да се размислува за поддршката на оние кои што се враќаат, да има баланс со поддршката на младите кои што се овде. Бидејќи да не испадне да не испадне само за едни за други. Да, видете, значи сакам да кажам дека Македонија има своји предности. И на крајот на краиштата во денешно време со компјутери, со интернет и со вештачки интелигенција и се останато, ти можеш да работиш и да бидеш присутен и на американски пазар, и на австралиски пазар, и да работиш за германски фирми, а да го правиш тоа онлайн од Македонија, каде што трошоците ти се помали. Така што нас не е интерес тие луѓе да бидат тука и не треба ние на нож да бидеме негативни, сега вака така. Не, тие луѓе ако принесуваат во Македонија, тогаш, еве на пример имаше еден што има IT фирма, веќе има 170 вработени на светско ниво, 150 вработени во Македонија. Тоа значи дека 150 плати влегуваат во Македонија. Тоа значи дека за тие 150 луѓе кои што работат во фирмата на тој повратник, тоа значи дека 150 се платени придонеси за пензијско и за здравствено. Тоа значи дека луѓето што земаат сега пензија, земаат благодарение што тие луѓе работат. И ние не треба да бидеме полни негативни енергија да велиме чекај, што ви е на вас, како, што се запустивте. Тоа е добро за нашава економија. Или на пример, ако некој наш пензионер, на пример, не знам, дали во Холандија, во Германија, во Данска, во Италија, на пример, ако има пензија 1.500 евра. Со тие 1.500 евра таму, како да ви кажам, окей, ќе живее нормално, тоа се фини средства, но како да ви кажам, ќе внимава колку троши, нормално, секој пази колку троши. Но тие 1.500 евра, на пример, тука во Македонија ќе бидат многу поголеми. Многу повеќе ќе може да купи, многу повеќе ќе може да направи со нив, значи и нас ни е во интерес тој човек да си дојде тука, дали ќе појде во дуќан некој, дали ќе појде на бербер, дали ќе појде на сервис или некаде, тие пари ќе бидат во нашава економија. Значи, ние треба да направиме да што е можно повеќе наши луѓе кои што се во светот, без разлика дали се млади, средна возраст или пензионери да доаѓат. И тоа се обидуваме да го правиме. И знам дека многу луѓе ќе имаат скепса, ќе речат тешко е во Македонија, многу бегаат, се ми е јасно. Но мораме да се бориме за свое место под сонцето. Нема откажување. Господин Ѓорчев, ви благодарам за гостувањето. Се разбира, кога ќе ги имате мерките по-конкретни, нели, во моментот се работи, ќе бидат нови, веќе имаме и уште, да. Новите мерки кои што ќе бидат, повторно ќе бидете наш гостин. Оваа тема е неисцрпна, а и многу тешка за да се постигнат ефекти. Очигледно тоа е потврдено низ примерите кои што ги споменавме, но како што реков, тоа никого не ослободува од одговорноста да се обидуваме. Ви благодарам за гостувањето. Фала ви многу. Во новата година на сите ви посакувам мир, љубов, успех и исто така зошто не таму каде што има можност, па нека се чуе и детски плач, нека има убави моменти, затоа што како да ви кажам, секое дете носи огромна среќа, така што без разлика дали некој треба да стане родител или треба да стане баба или дедо, нека биде зубаво. Среќна нова 2026. Да не се случува како пред некои години кога имаше примери десетина и повеќе, кога на нова година кога одат градоначалниците кај првото бебе се чекаше по 3 дена, 4-5 недела, 2, да. Добра е пораката. Благодарам уште еднаш. Амин, се него. Поздрав. Почитувани гледачи, тоа беше Владко Ѓорчев, национален координатор за демографија, млади и човечки ресурси во Македонија. Останете во добро расположение и се гледаме со ново издание на Што мисли народот во понеделник.